ако некој има совест да каже дека ете ви рековме и дека тоа што го говоревме не беше собирање на политички поени, ниту пак некаква предизборна шега, туку Македонија и македонскиот народ со овие постапки и на нашите соседи, но и на внатрешната лоша политика на извршната власт, гледаме дека полека исчезнува. Мене ми е мила Европската Унија, ама помила ми е Македонија. И ВМРО ДПМН е, како партија и како единствен легитимен бастион на заштита на македонските национални интереси, денеска е повторно соочено наспроти еден огромен и страшен ураган кој неминовно ќе тргне и ќе нечисти еден по еден. Пред 5 години, за време на мигрантската криза, еден поранешен председател кажа или ќе работиме и ќе се бориме заедно, или ќе висиме одделно. Но крајот секако не е убав и е далеку од оние воспоставени принципи на Европската Унија, а тие се пред се поставени на постулатот обединети во различностите. Дури мојот колега Флоријан Бибер, со кого сме идеолошки на различни страни, изутринава објави една колумна од Универзитетот во Грац, каде што кажа дека навистина е непримерно да се злоупотребува прашањето на национален идентитет во ера на нови глобални поместувања. Во суштина сака да каже дека не постои национален конструкт кој што е природен и дека секој еден кој што ќе си помисли дека може, а особено на Балканот, да тврди дека има оригинален или автентичен континуум, или е фашизоиден, или е тотален аналфабет и ја злоупотребува националната компонента, која е само 100 години на сцена, за сметка на оние идентитетски, интимни прашања на секоја индивидуа, која колективирана во заедница одлучила да припаѓа на одреден национален конструкт. Почитувана јавност, како историчар, како политиколог, како балканолог, како професор на правниот факултет на најстариот универзитет во Република Македонија, Свети Кирил и Методи, и денес од позиција на народен представник, ве повикувам сите да направиме еден сеопшт општествен притисок и да не попуштиме и да не дозволиме власта да ни го наметне истото што го направи со Преспанскиот договор. Зошто ве повикувам на ваков мирен и хуман протест? Ние мора да поставиме национална црвена линија врз основа на која ќе изградиме заеднички консензус околу тоа за што точно ќе преговараме со нашите соседи и со Европската Унија. Ние не мора да се докажуваме на Европа дали припаѓаме таму. Ние сме дел од Европа. Ние сме цивилизацијско јадро врз основа на кое што се тргнати многу процеси, не само на Балканот, туку и пошироко. Да не ги споменуваме богомилите, да не ги споменуваме се словенските просветители, да не споменуваме од каде тргнаа првите реакционерни движења на автентично, либерално, револуционерно движење. Да не споменуваме кои сме ние и што и со што се соочуваме 100 и нешто години наназад. Видете, ние не сме аналфабети и ние добро ја познаваме историјата. И никогаш не сме излегле со никакви романтичарски најави или изјави за да собираме емоции и да го манипулираме народот и македонските граѓани. Ние имаме заеднички историски континуум не само со бугарскиот народ, туку со сите балкански народи се до Берлинскиот конгрес 1878 година. Од тогаш, кога се формира кнежеството Бугарија, Македонија, македонскиот народ и македонското национално прашање си добива свој
автентичен израз и своја траекторија. Истата таа траекторија трае до ден денеска и повторно, како 1878, 1913 и 1919, еве гледаме во 2020 година повторно разговараме со нашите европски членки, нашите балкански соседи, но со реториката на 19 век. Македонскиот народ е реалност. И македонската унитарна држава е реалност. И без оглед колку нашите колеги од позицијата на власт сметаат дека треба да бидат сервилни и да ја слушаат својата пирамида, која што на врвот им вели дека не треба да присуствуваат и да дискутираат на овие прашања, јас ги повекувам и нив, и сите останати да ни се приклучат, бидејќи навистина е срамно и навистина со своето неучество и избегнување да се дискутира на овие теми. Ние сериозно влегуваме во аргументите на нашите непријатели, кои што сакаат да докажат дека ние воопшто и не постоиме. Сакам да кажам уште нешто. Овие прашања не ги говориме само денеска. Ни поранешниот министер за надворешни работи Милошовски и колегата Тимчо Муцунски и сите останати сега од опозицијата, тука се колегите и од Социјалистичката партија, ќе се согласите дека имаме во текот на изминативе барем 10, 20, 30 години на вистина една солидна граѓа на која што сериозно дискутираме и ги абсорбираме овие теми. Но исто така, сметам дека е навистина жално оние кои нам не нарекуваа бугари, оние кои нам ни наметнуваа дополнително чувство кое што беше отежнувачко до пред некоја година за да напредувате во македонското општество, денеска така несебично да не фрлаат во преградките на Софија, која впрочем е многу убав град и особено го сакаме како научници, но и како уживатели на убавата архитектура. Сакам уште еднашка да замолам. Оваа тема не смее да помине со една проста флоскула дека на тој начин се попречува македонскиот пат кон Европската Унија. За национални и историски прашања дискутираат научници, истражувачи на научни форуми, на универзитети, на панели, на јавни дебати. Тука оставете да разговараме со бугарските колеги и тука дозволете да објасниме декада по декада во времето кога се формираа националните конструкти, како се видоизменува емоционалната компонента во империјална смисла, тоест од конфесионална или религиозна во национална. И уште нешто. Република Македонија ќе обстои и македонскиот народ ќе го преброди и ова премрежје. Но овде е многу важно кој на која страна ќе стои, бидејќи на тој начин и на листот хартија ќе ги знаеме сите кои што извршија предавство на најсветите и најосновните национални и државни интереси. Две соседни држави може да разговараат за економија, за инфраструктура, за здравство, за поддршка, за регионален развој. Не може да разговараат за психологија, за идентитет, за историја и за работи кои што тие воопшто и не можат да досегнат до истите. Ви благодарам.